Денешниот ден 9 мај поврзува два настани од европската историја, мощно значајни, но различни меѓу себе. За нас како држава постојат многу болни датуми кога ќе се спомне европската заедница. Ако патот до неа трасата од Скопје до Брисел, се уште не знаеме точно на која станица ние го чекаме автобусот. Епилогот од досегашните напори заврши со петта шлаканица, а либито и понатаму е спорот со името. По пети пат останавме без препорака од Европската комисија, тогаш кога најмногу ја очекувавме. Повторно неуспешен обид да станеме сериозен претендент и да добиеме датум за почеток на преговорите со Брисел. Првичната констатација би била дека Македонија ниту оди напред, ниту стагнира во место, туку уназадува во евроинтегративните процеси. Граѓаните пак, кога и да ги прашате за полемиката околу влезот низ големата врата, криваат раменици и ни даваат позитивни оценки. Дел од нив пак се задоволни од животот вон Европската Унија. Македонија не може да влезе кој знаеше колку години во Европската заедница. Имаме спор со Грција. Тоа додека не се реши шо одека може да влегне. Не доаѓа во обзир тоа. Како може да влегне кога имаме пречка? Ја мислам дека тоа ќе се позабаве баји. Добро ќе биде, економијата малку ќе крене. Малку сетики другојач ќе биде, нема да биде како сега. Ќе има инвестиции, ќе има тие работи, подобро ќе биде. По-лошо може да биде, отколку да бидеме членки. Сега добро е животот сега. Мислам, Македонија заслужува да биде у Европската Унија и у НАТО, поготово за НАТО. Значи името само е причината. Иначе Македонија е можда пред други држави многу понапред. Во меѓувреме додека се уште тапкаме, нашите соседи си обезбедија место во кругот на Унијата, иако пред известно време позади нас чекаа редици. Хрватска стана членка на ЕУ на 1 јули 2013 година. Црна Гора во 2007 стана независна и самостојна држава, а по 5 години во јуни 2012 и официјално ги почна преговорите со Европската Унија. На Србија, која доби кандидатски статус во март 2012, почетокот на преговорите беше одобрен откако земјата постигна договор за нормализација на односите со Косово, пошто во јануари годинава и таа ги започна преговорите со Унијата. Додека Црна Гора и Србија отвораат нови поглавја во преговорите, Словенија слави 9 години членство, наспроти Македонија, која следната година ќе одбележува јубилеј од 10 години, но како кандидат за членство на Европската заедница.